Добар ден, почитувани. Започува најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за ракот на јајниците. Станува збор за едно од најретките форми на карцином, која е воедно и најсмртоносна меѓу гинеколошките тумори. Зошто е тоа така? Кои симптоми укажуваат на оваа болест и како изгледа процесот на лекување, ќе запрашаме професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство. А за својата борба со ракот на јајниците ќе проговори Марија Стоименова, која по професија е програмер. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на Телма. За својата борба со ракот на јајниците и симптомите што ги почувствувала, денеска ќе раскаже Марија Стоименова, по професија програмер. Марија, добре ни дојдовте во студиото на Телма и ви благодарам што прифативте да проговорите на оваа тема. Ти благодарам на тебе, Марија, за поканата и за поддршката за оваа емисија. Марија, обично ракот на јајниците се поврзува со повозрастните жени, но вие дијагнозата добивте релативно рано. На која возраст? Да, на колку години? Да, така е. Обично тоа се случува кај постари жени. Јас симптомите ги имав на 24 години, а официјалната дијагноза ја добив на 25. Тоа предпоставам беше крајно неочекувано. Да, да. Кога ја добивте дијагнозата, почнавте ли да се распрашувате, да истражувате дали во вашето потесно и пошироко семејство била присутна оваа болест? Да, се распрашував, истражував, правев исто така и генетско тестирање и се покажа дека кај мене во фамилија нема други жени што имале рак на јајници. Исто и генетското тестирање кај мене не покажа никакви мутации. Значи не покажа генски промени кои што би довеле волку рано до оваа форма на карцином, како што веќе споменавме, многу нетипично за оваа возраст. Кои беа првите симптоми кои што кажаа дека нешто не е во ред со вашето здравје? Прво започна со пецкање за време на овулација, што нели кај некои жени е сосем нормално, кај некои и болка е нормална. На мене ми беше нешто ново, ама морам да признам дека не го мислев многу, што не беше толку страшна. После тоа почнаа другите симптоми, како болка, тежина. Дојде до степен да кога ќе си легнам вечер, секој ден имав болки. Постојани, значи, болки? Да. И тоа ве натера да направите гинеколошки преглед. Што ви рекоа на првиот преглед? Дали докторот, гинекологот се посомнева на нешто вакво? Не, ни најмалку. Првиот преглед ми беше кај матичната. Првиот преглед после симптомите ми беше кај матичната. Значи, ми рече дека најверојатно е ендометриоза, еден дел изгледа како водена циста што може да си пукне само од себе. И да не се секирам, тоа го споревме и на филмот, дека секоја втора жена ги има такви, ама ќе ме препрати на специјалист за да види специјалистот подобро и да одлучи дали ќе треба да се прави операција или не. И како изгледаше сега тој процес? Ја следеа цистата дали ќе пукне или не? Или веднаш направија некаква интервенција? Отидов јас на клиника за да ме види специјалист, ама рековме добро, имаме нели слика од сегашната состојба, ќе оставиме 3-4 месеци да видиме дали може нешто ќе се смени. Да. И пошто, како што кажа доктор Тофовски во филмот, некогаш има и некои бенигни промени што се нормални кај млади жени. Сакавме да видиме дали тоа ќе расте, дали ќе се зголемува. Ама после тоа почна ковид пандемијата и затварање на сали, намалени прегледи. Па не беше тоа одма, помина речиси и цела година. И што се случи за таа цела година кога отидовте повторно на преглед? Имаше драматични промени? Или не? Немаше драматични промени. Цистите, туморите беа присутни понатаму. Присутни, малку зголемени, ама сепак беа тука. Во меѓувреме симптомите само се влошуваа.
Како е поставија диагнозата? Беше ли неопходно да се направи биопсија? Да, беше неопходно за тоа што тие тумори нема некоја јасна класификација да може да ги ставиме во оваа група или оваа наликуваа, нели? Ама не можеше да се утврди со сигурност само од ултразвук, затоа мојата докторка предложи да направиме операција и да видиме. После тој преглед за кратко се направи операцијата. И стигна диагнозата рак на јајници. Да. Во која фаза? Бордерлайн тумор со микроинвазии на оваријален карцином. Предпоставам, вие сте програмер, дел од новата генерација, веднаш почнавте да истражувате. Ве фати ли паника кога свативте за каква болест станува збор? Да, доста испаничив, пошто овој тип на тумор кој што го имав јас е доста редок и доста редок кај млади жени. Исто така е отпорен на хемотерапија. Јас за среќа кај мене е фатено многу рано, прв стадиум, така да тоа е среќната околност во целата оваа приказна. Да, како изгледаше лекувањето? Како изгледаше? Така, лекувањето. Лекувањето кај мене беше само со операции, немаше потреба од хемотерапија и зрачења. Направивме нели консултација со онколози и одлучија дека оперативен третман е најдобра опција за овој тип. Што ви беше најголем предизвик во периодот на лекувањето, на операциите? Најголем предизвик од кога ќе ги поминеш сите тие фази на одрекување без лутина, прифаќање на диагнозата, најтешко ми беше оправувањето после операција, тоест да бидам мирна, да не правам ништо, Значи не е едноставно да се прифати реалноста за еден млад човек. Една ваква диагноза сигурно е прилично тешка. Да, прво ти изгледа дека ќе мора да имаш сосем друг начин на живот, дека ќе мора да прекинеш со работа, дека ќе бидеш во болници цело време, ама не беше така. Ви беше ли потребна некаква поддршка во тој период? Да, секако. Каде ја побаравте? Родителите, сестра ми и пријателите. Но исто така баравте групи за поддршка на социјалните мрежи. Најдовте такви на Инстаграм, кои што не се формирани во Македонија, туку се американски, ако не се лажа. Ај раскажете ни нешто повеќе за тоа. Да, тој период сакав да се поврзам со други пациенти, да слушнам искуства, да се едуцирам повеќе, да запознам други жени што минат или поминали низ тоа. Ама во Македонија не успеав да најдам такво здружение или било што. И почнав да барам на англиски и така ја најдов групата со млади жени што поминале или сега поминуваат низ оваријален карцином. Зашто се зборува во тие групи? Што можевте да најдете како информација, како совет, па и вие да споделите? Во групи... На кој начин помагаат? Во групата се зборува за се од совети за тие што поминуваат низ хемотерапија, за како полесно да се справат, за другите што поминуваат низ криопрезервација, некои совети, некои идеи за исхрана, за како тој процес да мине полесно. Дури може и ако ти треба психолошка поддршка да си пишеш и секогаш ќе има некој што ќе те поддржи и ќе ти даде совет. Значи, советувате оние кои што имаат ваков проблем, што минуваат низ вакво животно патешествие, да си побараат поддршка, па макар и на социјалните мрежи во такви групи, тоа може да помогне. Ја споменавте криопрезервацијата. Жените кои што на млади години ќе добијат оваа диагноза, сигурно размислуваат и за своето потомство, доколку не се реализирани како мајки. Размислувавте ли вие на таа тема? Замрзнавте ли вие јајце клетка? Како изгледаше тој процес кај вас? Да, јас размислував, пошто и тогаш и сега сакам еден ден да бидам мајка.
и јас ја избрав опцијата да зачувам јајцеклетки. Тоа беше мој личен избор и имав можност да го направам за тоа што не бе во напредна фаза и не мораше, например, да почнам со некој инвазивен третман одма, туку има време тоа да го направам. Се отстрануваат и двата јајника? Или само болниот? Па се отстранува ткивото што е зафатено од туморот. Кај мене беше така, кај некои жени мора да се отстрани целиот јајник, ама кај млади жени се трудат да не бидат во менопауза и да не влезат во рана менопауза. Да зачуваат колку што можат од здравото ткиво. Така. А како реагира вашите пријатели, вашите соученици кога разбраа дека ја имате оваа болест? Па исто како мене, прво не им се веруваше дека млада и се тоа нема генетски мутации и слично и здрава, не сум имала други проблеми, не сум имала нарушен имунитетен систем. Првата реакција им беше тоа, после тоа сите ми пружија поддршка. Што е многу важно. Зошто одлучивте гласно да проговорите за ова ништо поминувате? Бидејќи не секој се охрабрува и прифаќа такво нешто. Па ми беше малку тешко и на мене да се охрабрам, ама сакав затоа што ја бев доста неедуцирана и не ги знаев можностите што ги имаме, например, не знаев ни дека имаме можност за криопрезервација тука во Македонија и би сакала да ја подигнеме свесноста дека јас сум пример, дека да, најчесто се случува кај постари жени, ама може и кај доста помлади. Затоа редовно да се прават гинеколошки прегледи? Да. За да се зачува здравието. Да. Марија, ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта и што со не се споделивте вашата приказна. Ви посакувам многу здравје во иднина. Фала ти, Марија, исто и на тебе и фала ти за поддршката. Почитувани, тука правиме кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот во студиото. Ќе појасниме се за карциномот на јајниците. Со професор доктор Ана Данева Маркова, гинеколог акушер, денеска зборуваме за ракот на јајниците. Професорке, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам на поканата. Мотивот за денешниот разговор всушност беше промоцијата на видеото Превенција, подобро одлекување на Сдруженијето за унапредување образование и заштита на човековите и здравствените права Биди човек, во кој што се зборува за ракот на јајниците. Марија, нашата претходна соговорничка, беше дел од овој филм. Целта беше да се подигне свесноста за ракот на јајниците. И сега станува збор за карцином кој што се јавува во околу 4% од сите карциноми кај жените, но поразителна информацијата дека е најсмртоносниот гинеколошки карцином. Зошто е тоа така? За жал, тоа е точно. Карциномот на јајникот или карциномот на овариумот е трет по честота, по инциденца може би трет, после карциномот на грлото на матката и на телото на утерусот или на матката. Меѓутоа, во однос на смртноста, тоа е еден тивок убиец, односно прв карцином, како што кажавте и вие во најавата, од сите гинеколошки карциноми. На иницијатива на Сдруженијето кој што вие го спомнавте, Биди човек, по направена анализа на тоа колку се поддржани нашите пациенти во процесот во кој што поминуваат од превенција, па и оперативен и постоперативен третман, јас бев поканета да сум дел од проектот кој што финализираше со снимање на документарен филм, во кој што ние мултисекторски го анализиравме и го обработивме овој проблем, се со цел да малку повеќе влијаеме на свесноста пред се на пациентите, а и не само на пациентите, на сите оние кои што сме вклучени во третманот, во диагнозата и во превенцијата, она кое што е најважно на овој тип на карциноми. За жал, да, огромен е процентот, смртноста е голема, тивок убиец е, затоа што има симптоматологија, многу нетипична, која што може да ја поврземе со многу други системи, а некогаш и најмалку со симптоматологијата на системот гинеколошки проблем.
Кои симптоми обично се јавуваат? Најчесто тоа е некоја тапа болка, неодредена болка, често уринирање, понекогаш загуба на тежина, некоја нелагодност, брзо заситување и така неспецифични симптоми. Кои што може да укажат и на некој друг здравствен проблем. Така. Некогаш ги поврзуваат пациентките, како што каже и Марија, точно со овулаторен период или со циклус, и тоа е добро затоа што ги наведува многу брзо да побараат ултразвучен преглед, но многу често, особено пациентките во кои што и најчесто возраста во која што се јавува овој тип на карцином, не ги забележуваат, особено подуеноста во стомакот, кое што сметаат дека е типично во периодот на менопауза или постменопауза, и сметам дека за жал информациите од научните публикации се дека од прилика 50 до 40%, или ајде да сум малку по-оптимистички настроена, 40% од пациентките доаѓаат во некој напреден стадиум. И тоа е во возраст со некоја најголем пик или инциденца околу 60-тите години. Се јавува ли некакво крварење, налик на менструалното крварење во време на менопаузата? Дали тоа може да биде некаков сигнал за проблем или не мора да биде? Секогаш крварењето во менопауза и во постменопауза е аларм кон кој пациентката треба брзо да побара совет. Не е зависно количината, честотата, дури и еднаш крварење и мала количина крварење, некој аларм дека треба да се јави на гинеколог. А понатаму следуваат сите оние исследувања кои што ќе ја доведат или ќе не доведат нас до дефинитивната дијагноза. Кои се главните ризик фактори за појава на оваа болест? Еве, менопаузата ја споменавте, значи периодот кога менструалните крварења завршуваат, односно промената на хормоните би можело да биде ризик фактор. Што друго е ризик фактор? Ред ризик фактори се наброени во тие епидемиолошки студии, во тоа што ние го гледаме, па и од нашата не многу голема бројка на пациенти. Во последните некаде 100 години се анализираат различни и етнички групи и расна предодреденост за здобивање на овој карцином. Најинтересни се можеби тие студии кои што укажуваат таа индустриализација и екзогениот фактор, и генската предиспозиција, и секако тој хормонски дисбаланс или тоа пореметување кое што може да се случи во текот на животот, не само во менопаузата, дека имаат влијание. Од друга страна, има и покрај ризик факторите, има и фактори кои што ја заштитуваат жената во текот на животот, на кои што ние најмногу треба да влијаеме, да им предочиме на пациентите дека употреба на одредена терапија, како на пример оралните контрацептиви, супресијата или еден вид на сопирањето на овулацијата во одреден период може протективно да делува, како што делува лактацијата, како што делува периодот на бременост, периодот после бременоста, или колку повеќе породувања, толку повеќе жената е заштитена. Така што ред исследувања се направени за да се согледа профилот на жената кој што има најголем ризик фактор. Дебелината исто така. Значи дебелината е ризик фактор, што поголема телесна тежина поголем ризик, а што е со раното добивање на менструација или пак доцната менопауза? Раната менарха или раното добивање на првиот менструален циклус исто така предиспонира во еден мал процент, можеби не во многу голем процент, а менопаузата, физиолошката менопауза, значи не таа предвреме што ќе се јави, она кој што ќе се јави некаде до 50-тите години, се смета дека нема влијание. Она менопауза која што ќе се јави после 52-3 година е поврзана исто како и раната менструација, дека има влијание на тој епителиум, односно на тие промени биолошки на јајникот и може да влијае на појавата на карцинома. Значи подолга изложеност всушност на женските хормони. Баш така, подолга изложеност, повеќе деструкција, создавање на тоа премалигно ткиво за кое што за жал како за карциномот на цервик се уште немаме ниту јасна предиктивна вредност, иако има маркери, има ултразвучни знаци, меѓутоа не е предиктибилен тумор токму поради позицијата на јајникот и поради тоа што се уште немаме добар, едноставен биолошки маркер. Ајде да проговориме за наследниот фактор, доколку кај некоја помлада жена се развие карцином на јајници. Потребно ли е да се направи испитување на генетскиот профил, односно дали се присутни одредени генетски мутации кои што доведуваат, да речеме, до карцином на дојката, до рак на дојката? Има ли некои такви
корелации. Секако дека е неопходно и мислам дека тоа е и стандарден протокол веќе и кај нас, особено со појавата на биолошката терапија, каде што тие тумор-супресорни нови типови на терапии се ординираат, се повеќе постои резистенција на хемотерапијата, која што за жал некојаш пациентките во подоцен стадиум треба да ја примаат, така што апсолутно поврзаноста со генетските мутации, особено БРЦА1, БРЦА2, во голема мера, особено БРЦА1, влијаат на појава на карциноми во фамилиарното стебло, особено од мајка, од сестра, значи од прво колено, а тоа важи и за карциномот на дојка, кој што е во корелација, како што спомнавте, и секоја пациентка која што ќе помине низ таа фаза, односно диагностика, терапија, е изложена, односно има потреба да го направи ова исследување за да знае понатаму како да го заштити и другиот орган, односно да се заштити од евентуално појава и на друг карцином. Професор, ке тоа значи дека доколку некоја жена во семејството има блиски членови, мајка, сестра со карцином на дојка, со рак на дојка, треба да размислува да направи ваков генски профил и да внимава меѓу другото и за ракот на јајниците? Баш така, треба пациентката и има право во Академијата на науките да со тој документ го направи своето генетско исследување и да биде советувана како понатаму да биде заштитена. Кои се тестовите кои што треба да ги направи, кои се маркерите со кои што може да предвиди или евентуално која е хируршката техника или хируршките интервенции кои што може да и се понудат, особено ако завршила со периодот репродукција, породување, за да може да биде заштитена од карциномот кој што можеби ќе се јави, а можеби нема да се појави. Зборувате за отстранување на јајниците? Да. А дали некои други форми на карцином се представуваат зголемен ризик за појава на рак на јајници, да речеме рак на дебело црево, рак на ендометриумот на матката? Постојат ли такви корелации? Ракот на дебелото црево, кој што исто така кај жената во последните години се повеќе расте и потребата да превенција се направи за колоректалниот карцином, укажува на тоа дека кај жената, за разлика од минатото, најверојатно и типот на исхрана, начинот на живење, сите стресогени фактори во нашето обкружување го зголемија ризикот за жал и за овој карцином и постои поврзаност. Ние во нашата диагностика многу пати, речиси секогаш, до точно утврдување предоперативно на диагнозата се советуваме токму со нашите колеги гастроентерохепатолози, со кои што многу поради близината на органите и поради сличната симптоматологија знаеме некогаш да ги не јасно одредиме карциномите предоперативно секако. И за точна, екзактна диагноза многу пати и поврзаноста на овој карцином бараме секако конзилиарна подршка и без тој тип на исследувања сметам дека пациентката не е соодветно припремена доколку се подложи на операција, а биде прегледана во таквиот тип на промени само од еден специјалист. Професорке, кога станува збор за диагностиката, дали е таа сложена? Можете ли на обичен гинеколошки преглед со еходиагностика со сигурност утврдите се работили за потенцијален проблем со карцином на јајниците? Не е доволно, апсолутно не е доволно само со ултразвучен, колку и да е искусен ултрасонограферот, не може само врз основа на, сепак постои субјективност. Затоа постои еден индекс, Рома индекс, во кој што се вклучени покрај возраста, покрај ултразвучните карактеристики на тоа што го гледаме, се вклучени и два маркери, како најсензитивни туморски маркери за одредување на овие карциноми, тоа се CA125 и HE4, и некои други маркери кои што повеќе коинцидираат со колоректален карцином, може да бидат вклучени во диагностиката, но во овој индекс степенот за малигнизација или степенот на карциномот многу попрецизно може да се одреди, затоа што имаат повисока сензитивност и специфичност. Инаку во само со ултразвук, мислам дека сме премногу храбри, ако и кажеме на пациентката, па дури и за ендометриоидна циста, чоколадна, како што знаат да ја кажат пациентките, дека таа е бенигна циста и дека е едноставно функционална циста, а постојат функционални цисти и нормално е да ги има, особено во таа возраст. Да, тоа функционални цисти. Функционалните цисти, симплексински, водени цисти, корпус лутеум, како што ги викаме, она жолто тело што останува по менструалниот или по овулаторниот период или по менструалниот циклус, некогаш до 2 месеци. И ако може тие јасно да имаат бенигни карактеристики на ултразвук, кај многу од тие пациентки, ако перзистираат подолго време,
тогаш треба да се направи и таа евалуација и треба евентуално по постојање подолго време, сега не би кажала месеци, години, секако секоја е различно, би требало да се интервенира, особено кај млада пациентка, зашто токму кај тие пациентки може да е таа бордерлайн или таа преодна форма на карцином, која што за среќа има подобри карактеристики, значи не малигнизира, односно не се шири кон околните органи, но треба таа пациентка многу во кратки интервали да биде следена за да не се појави на другиот овариум и да не треба превреме да биде на еден начин кастрирана, односно да не се отстранат овариумите, ако може тоа порано да биде приметено. А дали може превентивно да се прават овие тумор маркери? Сега ние, тоа ако се гледа низ cost-benefit, низ здравствен менеджмент, сметам дека само туморските маркери не треба да се прават, ако нема никаква формација, затоа што не гледам логика да се прават туморски маркери, а жената има два нормални јајника, кои што имаат нормална морфологија, кои што немаат никакви знаци за цистични промени. Но доколку има некакви цистични промени во тој случај или пак некакво крварење, може ли да се направат тумор маркерите за да се потврди или пак да се исклучи оваа диагноза? Тогаш да, тоа е дел од скринингот, тогаш не е нели диагностика, туку тоа е баш тој скрининг кај кој што кај пациентката, кој што има во семејството, кој што се сомневаме одредена циста дека можеби има такви промени, дека кај неа апсолутно е оправдано. И е многу важно дека јајникот, тоа можеби требаше и на почетокот да го кажам кога зборувавме за менопауза, јајникот е еден орган кој што е активен не само до периодот на менопауза. Значи таа васкуларизација, животот на јајникот е некаде до 75 години, 76. И во многу години на назад ние, особено кон пациентките, инсистираме затоа што можеби нема доволно знаење, тој кога е здрав, има баш поволни ефекти, особено на кардиоваскуларното здравје, кај пациентката во менопауза и пременопауза. Значи дури во менопаузата? Дури во менопауза, кај пациентките кај кои што е здрав јајникот, кај кои што можеби некоја симплекс циста сме откриле и треба да ја отстраниме, не значи дека секогаш треба да се отстрани и здравиот јајник. Так. Напротив, треба да се зачува затоа што тој влие и на други со својот хормонски стимул, влие на други процеси, односно на други болести да имаат подобар тек. Значи убаво го објаснивте, бидејќи некои велат, па што ќе ми е веќе јајникот откако влегол во менопауза, односно целиот онај репродуктивен систем, но тоа има значење во кардиоваскуларното здравје. Ќе се задржам што малку професорке на тумор маркерите кои што се специфични за рак на јајници. Можат ли понекогаш тие да бидат покачени поради некои други состојби? И тоа е добро прашање, затоа што да, особено CA125 во ендометриоза, во одредена инфламаторна состојба, па и некои процеси пушење, значи влијаат на покачување на овој маркер и бараме секогаш следење, значи да се санира евентуалната инфламација, да се следи дали ќе има раст и сепак може да го покренат растот на овие фактори и некои други процеси. Како изгледа процесот на лекување? Дали секогаш мора да се отстрани целиот јајник, дел од јајник? Како ја правите проценката? Тоа јас работам во друг дел, моите колеги гинекоонколози кои што работат на оделот за оперативна гинекологија, има протокол кој што се следи, тоа е една ФИГО класификација која што понатаму го дава стадиумот на болеста и насочува на тоа кој стадиум како би требало да биде постоперативно следен. Но до оперативниот третман проценката е се вади промената и во текот на самиот зафат понекогаш се добива хистопатолошката диагноза. Додека се добие, се чека за да се знае дали и секако се зема биопсија или дели од другиот јајник за да се знае дали и другиот е здрав и доколку се констатира дека се работи за стадиум кој што е во фаза на само во процесот на гениталните органи, тогаш така и се предвидува операцијата. Доколку има инвазија, операцијата тече со друг тек. Дали жените што минале низ оваа болест и лекувањето може да се реализираат како мајки? Можат ли да забременат потоа, доколку еден јајник е зачуван? Тоа е најважна тема. Тука може би треба и најмногу внимание. Ние во тој разговор, во тој пристап, во снимањето на документарниот филм, таа кој што го режираше, токму тоа сакаше да го истакне. Таа важност која што е неопходна на пациентите од разговор, поддршка. Пациентката во моментот, така каже и Марија, е заинтересирана токму за оперативниот и
оперативниот тек, но тоа е само во првата фаза. Так. Подолга е фазата во која што таа треба да размислува и на тој другиот дел, евентуално репродуктивната функција, како ќе ја реализира, дали ќе може. И ако не е свесна за тој момент, понекогаш и не се свесни, брзајќи да се заврши, ние мораме да ги кажеме сите опции. Постои опција да се направи презервација, криопрезервација, доколку има партнер и ембрио, замрзнување на ембрион, во спротивно нормално се смрзнува јајцеклетка, да се добие некој месец во тој период. Пациентката секако е советувана за тоа каква е прогресијата со временски интервали на болеста. И во најголем број младите пациентки се решаваат на сите овие техники за да може да се реализираат понатаму. Секоја од нив сака да се реализира како мајка. Какви се прогнозите кај оваа болест? Доколку е диагностицирана во почетна фаза? Ако е во почетна фаза, има добар тек, големо е преживувањето после 5 години и тоа е најважното, да добиеме што повеќе пациентки во рана фаза диагностицирани. Но кога најчесто се диагностицира кај нас болест? И кај нас се диагностицира многу подоцна од тоа како што и во светот е, кога треба, односно кога може да се реагира и да се доведе во стадиум на преживување. За жал, голем број од пациентите ги игнорираат симптомите, голем број од нив ги занемаруваат и доаѓаат во фаза во која што веќе има проширеност, веќе има асцит, веќе има течност, веќе има проширување на туморското ткиво. Затоа треба навремено да се прават гинеколошки прегледи, но сепак класична превенција, како што постои превенција за рак на грлото на матката, нема кога станува збор за овој тип на карцином. Немаме таква среќа да ни е достапен јајникот, освен со ултразвук, за да можеме да ги допир да имаме до него полесно и да можеме да го откриеме во некоја порана фаза, но оди напред науката. Мислам дека некој достапен, едноставен, брз биолошки маркер, како што оди целиот тој скрининг околу генотипизацијата, сметам дека ќе биде во некои блиски години, особено еден момент, затоа што веќе конкретно во тоа што јас работам во пренаталната диагностика, кога ќе мајката исследуваме во тек на бременост, да речеме, одреден хромозомска аберација, дали постои ке плодот, ние веќе, односно науката веќе открива одредени клетки во серумот, во крвта на мајката, кои што потенцираат постоење на евентуално одреден карцином. Надежта е дека во нашата крв ќе циркулираат пред време тие туморски клетки, односно тие може би циркулираат, ќе може да се детектираат, за да може навреме да се диагностицира. Така, веќе се работи на такви тестови. Да. Се надевам дека наскоро ќе ги има и дека диагностиката ќе биде олесната, меѓу другото и за гинеколошките карциноми. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и сосема на крајот од емисијата еве оние кои што се заинтересирани да го погледнат документарниот филм Превенција подобро од лекување на Сдруженијето Биди човек. Како да го направат тоа? Каде го има? На YouTube? На YouTube, Биди човек, Превенција подобро од лекување, мислам дека ќе се појави и посакувам сите да го погледнат, едно емотивно искажување најнапред на пациентките, три кои што се главни во документарниот филм, кои што собраа храброст да излезат, да си ја раскажат својата животна приказна и сметам дека таа дистрибуција на документарниот филм меѓу нив, меѓу сите во општата јавност, дека ќе има влијание и така очекувам Сдруженијето да развива групи за поддршка и за други болести за кои што нема толкава свесност, а со поделувањето на овие информации мислам дека малку ќе се крене и здравствената и воопшто едукативната област во сите тие сфери од здравството. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и беше задоволство како секогаш. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Ви посакувам пријатен ден.